Наградата за уметничко стварување, без разлика дали е тоа книжевност, филм, слика уметничка, му доаѓа секогаш како, едноставно кажано, како јаготка на шлагот, или како што сакам да кажам, после напорен изоден пат, во кој што се создавало едно уметничко дело, тоа секоја награда му доаѓа како вистинско освежување на заслужен одмор. Наградите се важни затоа што од една страна му даваат некаква сатисфакција на авторот, дека завршил добра работа, но она што е поважно, комуницираат со публиката, затоа што публиката сака наградувани дела. Така што тие што се чувствуваат доволно квалитетно, она што го напишале, се зборуваме за конкретната награда, нели за необјавен роман Пегас, немам што тука да им препорачувам, едноставно би требало да конкурираат, затоа што навистина ништо нема што да загубат, едноставно можат само да добијат. А јас сум лош пример за давање насоки за тоа како се создава едно уметничко дело, затоа што често пати јас сам не знам како тоа се создава. Или секогаш кога ме прашуваат каде е инспирацијата, јас велам има толку приказни, носам во себе што едноставно ги пишувам за да побегнам од нив, односно да ги исфрлам од себе. Не пишувам по ред, не пишувам од почеток до крај, никогаш не пишувам една работа истовремено, така што ја не можам да кажам, не сум пример за рецепт на тоа како се твори. А дали постои рецепт за победнички роман, навистина не знам. Едноставно, ако е романот доволно добар, има шанси да победи. Секогаш треба да се земе предвид дека на секој конкурс одлучува жири, тоа е жири составено од неколку луѓе и сега, доколку тие луѓе се договорат, имаат заедничко став за одредено дело, му ја даваат наградата. Да речеме и за истата награда, кога би биле некои други луѓе во жирито, може би му дале на друг му има дале таа награда. Така што не верувам дека постои писател кој што седнува да напише победнички роман. Веројатно тоа би било и апсурдно, нели, сега ќе напишам роман за да победи секаде. Не. Претпоставам дека секој автор мора да го исфрли тоа од себе, да го создаде, а потоа како ќе се поклопат нештата си е веќе друга работа. Мене ми е посебно важна таа награда Пегас за хотел меѓу двете војни, затоа што реално, ја тоа викам на стари години, е прва моја книжевна награда, потоа дојде и Рациново признание за истиот роман, дојде и Антево перо, нели, за необјавена збирка поезија, но како прва награда што ја добив многу ми значи во животот и сметам дека, нели, секој автор наградите, освен што му даваат сатисфакција, му прават и една многу убава, сладка замка, тоа е дека следното дело мора да биде уште подобро. Без разлика дали ќе добие награда или нема да добие награда, но самиот пред себе он мора тоа да го направи, затоа што веќе оно што го викаат музичарите синдромот на втор албум, нели, ако е првиот албум многу успешен, многу е потежок вториот албум да се издаде, затоа што очекувањата на публиката се на повисоко ниво, така и оваа награда, бидејќи е за необјавен роман, тоа е многу добро, значи писателот освен што го создал делото може и да се проба пред да го пушти во печат да види каде, што не значи ако не влезе во најдесен круг или биде одбиен дека треба да се разочара или не знам што, мислам, крајната награда доаѓа од публиката, нели онаа последната вистинска награда, највисоката награда, затоа што пишувањето е, нели, од срцето на авторот до срцето на читателот, тука нема друго правило, но наградата многу поттикнува и мислам дека е одлична идејата што ја има смислено Арс Ламина да се создаде награда за необјавено дело, затоа што едноставно пред да се роди во печатена форма веќе му се вдахнува некаков живот.